здраво живо, јас сум Димче, добродојдовте во уште едно моје видео и добродојдовте во мојот скромен дом. Како што знаете, повеќето тие што ме следат, а и тие што се нови може да видите во видеата, јас живеам во дом или во живеалиште кое што го направив од земја. Меѓутоа, јас не заправ само на живеалиштето, јас и внатре моето живеалиште или дом го уредувам со земја, па така подот ми е направен од земја, ѕидовите ми се направени од земја и почнав да си правам и намештај од земја. Значи, како што гледате зад мене во ова видео ќе ви покажам, ќе ви снимам како си правам полици, како си правам змеј. За змејот можам да кажам дека е моето омилено животно. Змејот е нашиот заштитник, змејот е синоним за добрина, а негов противник е ламјата, алата или злото. Па така јас си правам еден змеј да не заштитува сите нас и секако моето живеалиште. Материјалот со кој што јас правам е наједноставниот материјал на светот, а тоа е земјата, кој што има секаде. Јас овие полици зад мене и овој змеј го направив со оваа смеса која што држам во раката. А ова е мешавина на слама, земја и вода. И се добива овој материјал кој што може да го обликувате како сакате вие, кој ќе се исуши, станува многу цврст и траен. Значи го мешате тој материјал додека не се добие некоја конзистентна субстанца како што е ова, односно додека не ја задржува формата, значи да не биде ни многу сув, ни многу влажен. Ако е многу сув не може да се формира лесно, ако е многу влажен не стои. Ако ставите многу вода, значи тоа е тајната за тој материјал. И јас со овој материјал денеска ќе си правам полици и го правам овој змеј. Па ајде да одиме да поработиме малку и да видите од прилика како се прават полици, како се прават скулптури, па доколку ви се пројави желба да си пробате и вие да го направите тоа. Јас бил радосен доколку наместо да купуваме и да трошиме средства и пари, сами да си направиме нешто. Затоа што ова е нашата енергија и убаво е да имаме нашата енергија во просторот каде што живееме. Па ете ви снимав малку како правам, па ајде да ви покажам. Значи, на овој материјал што веќе го ставив, кога ќе се засуши малку, вие можете да додавате нов слој и така да го издавате понапред и понапред. А јас така ги правам полиците, ставам еден слој, чекам да се исуши, па потоа додавам друг слој и тоа доаѓа се поизразено и на тој начин добивам полици. А малце е процес, меѓутоа тоа е единствен начин да направите полици без да имате држачи, затоа што кој што гледате овие полици немаат држачи, се држат сами на себе, односно се надградуваат цело време. Па тоа е методата со која што јас ги правам полиците. А еве и како правам скулптури или во овој случај змеи.
за сете месечина, ми запеја темна гора. Се надевам, научивте нешто од ова видео, видовте нешто корисно. Ако ви се допаѓа тоа што го снимам и што го прикажувам, претплатете се, станете членови, поддржете ме. Јас сум благодарен од срце за сите мои претплатници и членови, бројот на членови ми расте, а јас сум од срце благодарен за тоа, многу ми значи вашата поддршка и се надевам ќе продолжите и во иднина да ме поддржувате, а јас ќе се трудам да споделувам со вас се што дознавам и што правам. Ете, толку од ова видео. Го завршувам тука видеото. Се надевам, како што кажав, ви беше интересно. А ние се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш останете ми во добро, во здравје и нека ве вардат змејовите. Поздрав и секое добро!